Благодарам председателке, почитуван заменик министр за финанси, почитувани пратеници, почитувани граѓани. Денеска пред нас е предлог буџет за 2025 година. Прв предлог на буџет од новата влада на Република Македонија, предводена од ВМРО, ДПМН и коалицијата. Развоен буџет со социјална компонента, кој во себе содржи приходи кои се на едно реално ниво на остварување и расходи кои се на реално ниво на извршување. Со овој предлог на буџет за 2025 година ќе се постигне макроекономска стабилност со фискална консолидација, со раст на бруто домашниот производ, понизок буџетски дефицит и ќе се оди на тоа да се постигне едно умерено ниво на државниот долг со високо ниво на капиталните инвестиции. Сведоци сме во изминатите години како претходните влади со реализацијата на нивните буџети не направија никаков, ама баш никаков развој во државата. Напротив, имавме назадување и стагнација скоро во сите сфери на општеството. Имавме низок раст на бруто домашниот производ, висок буџетски дефицит, ниска реализација на капитални инвестиции, а од друга страна имавме енормно високо ниво на задолжување на државата. Така да само во последните 5 години од владење на претходната гарнитура на власт, државата ни се задолжи, замислете, за цели 3 милиарди евра. И секако, овие негативни и штетни политики ќе се рефлектираат и ќе имаат влијание и во идниот период. Затоа, со предлог буџетот за 2025 година, целта ќе биде да се консолидира состојбата во сите области на државата, да се стабилизираат економските текови и да се постигнат солидни финансиски и економски резултати. Така, со предлог буџетот е планирано да се постигне раст на бруто домашниот производ од 3,7%, инфлација од 2,2% и капитални инвестиции од 50,5 милиарди денари, кои ќе бидат реални капитални инвестиции и директно ќе влијаат на зголемувањето на бруто домашниот производ. За споредба од претходно, во изминатите години, оваа реализација на реални капитални инвестиции не помина повеќе од 15 милиарди денари. Имавме тука трансфери кои никако не можат да влијаат врз растот на бруто домашниот производ. Предлог буџетот за 2025 година планира раст на вкупните приходи од 13% во споредба со 2024 година. Планира и раст на расходите со 10% во споредба со 2024 година, или во вкупен износ приходите ќе ни бидат 358 милиарди и 800 милиони денари, а расходите 402 милиарди и 200 милиони денари. Ваквиот сооднос помеѓу приходите и расходите ќе генерира еден буџетски дефицит од 41 милиарда и 350 милиони денари, или 4% од бруто домашниот производ, што е за 3,3 милиарди денари помал од буџетскиот дефицит во 2024 година. Исто така, тука е многу важно да се спомне и моментот дека вкупните капитални инвестиции од 50,5 милиарди денари се за скоро 1% од бруто домашниот производ поголеми од буџетскиот дефицит. Ова е еден многу важен елемент во структурата на буџетот за 2025 година. Секако, почитувани, сериозна економска активност ќе предизвика и финансиската помош која ќе одобри владата на Република Македонија од билатералниот заем од Унгарија. Тоа е
кредити, поволни кредити за стопанството, кои се повеќе од потребни за производни компании, кои ќе го зголемат производството, кои ќе ги зголемат вработените, а со тоа ќе се зголемат и платите на вработените. Исто така, финансиската помош за општините, за развој на општините, преку инвестирање во капитални инфраструктурни проекти, се многу важни за решавањето на условите за живеење на нашите граѓани во сите општини во Република Македонија. За жал, тука ќе констатирам дека мојата општина, општина Струмица, поради неспособноста на локалната власт, во првиот јавен повик не успеа да ги искористи овие средства, кои беа повеќе милиони евра, и затоа го повикувам градоначалникот на општина Струмица на следниот јавен повик да направи квалитетен проект, квалитетни проекти, да аплицира за оваа финансиска помош, бидејќи овие средства ни се повеќе од потребни за подобрување на условите за живеење во нашиот град. Тука би било добро, подитно, да презема мерки за решавање на проблемот кој го имаме последните месеци во Струмица, а тоа е загадување на водата за пиење. Замислете, во 21 век, граѓаните на општина Струмица го изгубија основното човеково право, а тоа е пристап до чиста вода за пиење. Тука е спремна владата на Република Македонија да помогне на било кој начин да го реши овој проблем кој е од животно значење за нашите граѓани. Впрочем, и во самата програма на владата се предвидува за општина Струмица техничка ревизија на постојните системи за собирање и пречистување на води, како и подготвување на соодветна документација за набавка на опрема за вода. Инаку, почитувани, со предлог буџетот за 2025 година се овозможува непречено функционирање на институциите, исполнување на обврските кон меѓународните кредитори, подобрување на животниот стандард на граѓаните и бизнес заедницата. Отстапувањето од фискалното право за буџетски дефицит се должи на потребата за обезбедување на потребните финансиски средства за усогласување на платите согласно колективните договори во повеќе дејности. Покривање на високиот износ на доспеани, а не платени законски обврски. Реализација на инфраструктурни и енергетски проекти за поквалитетен живот на граѓаните и зголемена конкурентност на бизнисите. Дигитална трансформација на јавниот сектор, поквалитетно образование и студентски стандард. Поквалитетно здравство, потикнување на равномерен економски развој, финансирање на капитални проекти на единиците на локална самоуправа. Реализација на новите политики на владата за подобар животен стандард на граѓаните преку линеарен пораст на пензиите. Реализација на финансиски обврски за претходно договорени инфраструктурни проекти, како што е проектот за коридорот 8 и 10, за чија реализација донесен е специјален закон без при тоа да се имат предвид трошоците за експропријација, геолошки испитувања, проектирање и останати трошоци врзани за изведба на проектот. Горе наведените обврски не може да се решат со едногодишен буџет, бидејќи нивната природа не е краткотрајна, туку создава трошоци во повеќе годишен период. Оттаму, евентуално нагло кратење на други расходи, предвидени со програмата на владата да се инкорпорираат овие крупни наследени обврски, би имало големи негативни последици врз економијата, односно врз капиталните инвестиции, платите, пензиите, социјалните примања кои се важни за стопанството и стандардот на граѓаните. Капиталните расходи кои се на ниво од 50,5 милиарди денари ќе се обезбедат, и тоа 32 милиарди денари од буџетот на Република Македонија, а останатите 18 милиарди денари од заеми и други програми. Проектираниот дефицит за 2025 година на износ од 41 милиарда 350 милиони денари и отплата на долг во износ од 66 милиарди денари ќе се финансираат преку домашно и странско задолжување.
Проекциите за зголемувањето на приходите од 13% е потикнато од позитивните макроекономски очекувања, како раст на номиналниот бруто домашен производ, зголемена вработеност и раст на просечната плата. Дополнително, мерките за сузбивање на неформалната економија и даночната евазија, дигитализација на процесите кои ќе придонесат за зголемена даночна дисциплина и по-успешна и по-ефикасна наплата на приходите. Тука пред се важна е дигитализацијата на даночните процедури како една од главните цели на даночната реформа, како и дигитализација и модернизација на царинската управа. Вкупните расходи се планирани да се зголемат за 10% повеќе од 2024 година. Социјалните трансфери се проектираат на износ од 191 милиарда денари, исплата на пензии со вклучени линеарно покачување на пензијата за секој пензионер од 2500 денари почнувајќи од март 2025 година. Исплата на надоместоци за социјална заштита на најранливата категорија на населението. Социјална заштита преку гарантиран минимален приход, обезбедување на средства за социјална сигурност на старите лица, како и исплата на паричен надомест во случај на невработеност. Во здравствениот сектор планирани се инвестиции наменети за изградба и реконструкција на јавните здравствени установи, набавка на медицинска опрема, реконструкција на Општа болница во Кичево, изградба на клинички центар Мајка Тереза во Скопје, како и продолжување за изградба на нова клиничка болница во Штип. Во насока на поддршка на земјоделскиот сектор предвидени се значителни капитални инвестиции кои се наменети за рурален развој, изградба на хидросистеми, инвестиции за подобрување на конкурентноста и модернизација на земјоделските стопанства. Со заем од Светска банка и грант од Европската унија ќе се обезбедат средства за да се продолжи проектот за модернизација на земјоделството, при што предвидена е изградба на откупно-дистрибутивни центри за земјоделските производи. Во делот на инфраструктурата, во текот на 2025 година предвидени се средства за железничка инфраструктура со продолжување и реализација на првата и втора фаза од проектот за изградба и рехабилитација на источниот дел од железничката пруга Коридор 8, делница Куманово, Белјаковци, Крива Паланка. Исто така во 2025 година ќе се подготвува и спроведува проектот со кој е предвидено изградба на заеднички железнички граничен премин со Република Србија, односно изградба и опремување на железничка станица Табановци. Преку ИПА средствата се имплементира проектот за изградба на патна делница Градско Дреново. Во областа на водоводна и комунална инфраструктура и управување со отпад предвидена е изградба на водоводни и канализациони системи во општините, финансирани од сопствени извори и со средства од новата кредитна линија на Европска инвестициона банка. Исто така значаен капитален проект кој ќе се реализира во оваа област е регионалниот проект за цврст отпад. Во делот на патната инфраструктура, во 2025 година ќе продолжи изградбата на источниот дел од патниот коридор 8 преку делницата Ранковци Крива Паланка и Крива Паланка до граница со Бугарија. Во 2025 година ќе се финансира и западниот дел од патниот коридор 8 преку изградба на автопатска делница Кичево Букојчани, делница Кичево Охрид, а планирани се и значајни инвестицијски вложувања со буџетски средства во областа на патната инфраструктура, поврзани со проектирање и изградба на дел од коридорот 8. Подобрувањето на патната инфраструктура на општините во Република Македонија се реализира и преку проектот за поврзување на локалните патишта, финансирани со заеми од Светска банка, и во оваа област продолжува реализацијата на програмата за национални патишта, како и активности за реализација за проект на улеснување на трговијата и транспорт на Западен Балкан, кој што е дел од регионалната иницијатива на Светска банка. Во образованието, детската заштита и спортот проектирани се капитални инвестиции кои се наменети за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, детски градинки, изградба на училишта и спортски сали, реконструкција на ученички и студентски домови, опремување и реконструкција на универзитети и инвестиции во спортска инфраструктура. Почитувани, овој предлог буџет можеби за некои делува оптимистички, но овој предлог буџет е пред се реалистички, а секој оптимизам
во овој буџет ќе биде реализиран. А владата на Република Македонија со реализација на овој буџет ќе покаже дека само со домакинско и одговорно раководење на народните финансии може да се врати довербата кај нашите граѓани во Република Македонија. Ви благодарам. Благодарам.